Ако имаме рекордно производство на електрична енергија, зашто не паѓа цената тогаш? Зашто сметките за струја растат? Нели е нелогично тоа? Како може да произведуваме повеќе електрична енергија, која што е наше производство, да ја нудиме на домашниот пазар, а цената на електричната енергија да расте? Тоа не е според мене логично. Или ако сакате да отворам вратата на едно друго прашање. Сите оние алтернативни извори или обновливи извори на електрична енергија кои што произведуваат, намерно ја држат цената повисока за да имаат повисок профит. Како оној основоположникот сега што е закачен на црната листа. Значи тука има нешто, така? Ако имаме рекордно производство, значи имаме помала потреба од увоз, цената на референтната верза на Купекс е прилично нормална, ние имаме повеќе на домашниот пазар, повеќе можеме да нудиме на стопанствата и на домаќинствата, зашто цената не паѓа? Значи тука нешто не е логично, така? Тоа укажува директно дека вашата теза не е применлива, односно дека не е вистината. Втора работа, велите за плати, за пензии, јас се согласувам. Ама господине Николовски, иде и за набавка на нови возила. 300 милиони денари повеќе. За тоа иде овој буџет. Иде и за набавка на мебел. 300% повеќе во овој буџет. Иде и за привремени вработувања. 220 милиони денари повеќе. Иде и за стоки и услуги. 1 милиарда и 65 милиони евра. Иде и за патни и дневни расходи в буџетот. Иде и за договорни услуги, иде и за материјали и ситен инвентари. За тоа се трошат парите. Иде и за 63 милиони евра на марковски компании од РЕК, договор склучен во 4 очи. Иде во 250 милиони евра за Бехтел и Енка, за Евровија, каде што нема шајка заковано на трасата, а парите се платени. И за тоа иде, нели? Иде и за низата на други коруптивни скандали кои што ја окупираат јавноста. Иде и за оние анкети од извештајот на Светската банка, каде што над 80% од граѓаните не веруваат во добробитта на економската состојба која што ја креира вашиот економски тим. Идат и за оние 90% од граѓаните кои што сметаат дека нивната економска состојба нема да се подобри. И за тоа идат парите во буџетот. За тоа ние зборуваме тука. Сега, ако има 5,5 милиарди за режиски трошоци, сосема е практично ако зборуваме за антикризни мерки, на овој начин да го поставиме системот на антикризни мерки. Не да бидат адхок по 1000 денари делење како да е тоа милостина, па парите се на крајот од граѓаните. Па господине Николовски, дозволете да ве потсетам на една друга работа. Дали за вашата влада не е понижувачки протестите на пензионерите да започнуваат пред Американската амбасада? Дали не е понижувачки, утре јас и вие ќе бидеме пензионери? Луѓето кои што 40 години ја граделе оваа држава, правата да си ги барат пред дипломатско-консуларно представништво на друга држава. Па има ли нешто попонижувачки од тоа? Па луѓето ја граделе таа институција која што се нарекува Влада на Република Македонија. Луѓето биле вградени во институциите, луѓето работеле, луѓето давале труд и замислете по 40 години работен стаж да сте приморани да си ги барате правата пред Американската амбасада, за да можат нашите стратешки партнери да им помогнат. Па нели е тоа понижување? Сега ќе зборуваме за повисоки плати, за повисоки пензии. 7 година е овој, 7 буџет е овој. Што граѓаните видоа од тие 25 милиарди евра до тогаш, до сега потрошени? Ништо, господине Николовски. Знаете кои аргументи доминираат на оваа расправа? Вие сте прилично присутен последниве неколку пати кога разговараме за овие програмски документи. Скопје 2014, Жални, Врби и Стиропор. Добро бе, господине Николовски. Океј, грешка било, затоа сме победили на избори 2016 година, затоа загубивме. Ама дел од тој проект е и Министерството за финансии и многу други проекти на државните институции, па и самото собрание е. Еве, разбирам, тоа е веќе субјективно гледиште на нештата. Јас го поддржувам тој проект, некој не го поддржува тој проект. Ете, во мај ќе заврши владењето на оваа власт. Зашто јас или некој друг пратеник кој што ќе биде тогаш од владеачкото мнозинство ќе излезе и вас да ви искритикува, господине Николовски? Дали има некоја промашена траса на некој автопат? Не. Зошто? Затоа што не е ни почнат. Што да критикувам кога шајка не е закована? Што да кажам? Дали можам да зборувам за ете како што доаѓаше тука Бислимовски, палатата каде што бил сместен, немало технички прием, поскапо плаќал за парно. Кого ја да искритикувам? Која институција доби ново седиште? Дали е нешто направено? Можам да критикувам за ново направен театар? Можам да критикувам за некој пат? Можам да критикувам за некој нов музеј? Па ете да си направам сласт на моето его да искритикувам и јас за некоја жална врба. Можам? Не можам, зашто дрво едно не е засадено, господине Николовски. Зборуваме за милиарди пари. За милиарди пари. По еден
километар да го правевме месечно до сега Кичев Охрид ќе го завршевме. Или сите тие нешта што ги ветивме. Дали можам да искритикувам дека кинеските возови набавени од владата на СДСМ и ДУИ не возат? Не можам. Зошто? Зашто ги нема. Не постојат. Одсутни се, а парите се потрошени. Можам да критикувам дека во РЕК Битола руски газ доаѓа до гасифицираниот комбинат. Не можам да критикувам Николовски. Зошто? Зашто го нема. Нема институција, не постои инвестиција, се извинувам. Можам да критикувам, еве ја гледам колешката Лозановска, дека во Битола парното или топлифицираниот систем од РЕК кој што доаѓа да го затоплува градот не е доволно топол или нема доволно би кажал степени на загревање. Не можам да кажам. Зошто? Зашто го нема. Не постои. Не постои таква инвестиција. За тоа зборуваме. Секој буџет е поголем, само повеќе милиарди евра трошиме, а немаме никаков ефект на теренот. Ние можеме да зборуваме за апстрактни политики. Вие сте експерт во вашата област, ние можеме да зборуваме, но на крајот од денот не можеме да им замериме на граѓаните доколку не ги чувствуваат бенефициите, затоа што ништо немаат видено пред нивниот двор. Дали владата утре може да излезе и да рече финансиравме нов булевар во Скопје? Да јас да го искритикувам, да речам не е доволна метражата од страна, нема клучка кај Карпош, нема клучка од Ѓорче, не е поврзано таму. Не можам, Николовски. Зошто? Зашто ги нема. Не постои, парите се истрошија. До сега ние можевме да критикуваме за производство на електрична енергија. Во ред, окей, нека се инсталираат фотонапонски централи. И тоа кога пробавме да го направиме скандал до скандал до скандал до скандал до скандал. Не постои бандит во оваа држава кој што се занимава со политика што не е влезен во тој сектор. И тие треба да бидеме честни да кажеме дека имаат ограничен век на производство на електрична енергија. Ке помине тој век, што ќе правиме? Што ќе правиме? Ете да имаме план. Заедно зборувавме тука, го одложивме затварањето на комбинативе. Ете, гледаме дека производството и квалитетот на јаглен е се помал. Треба да разговараме веќе за трансфер на базната енергија, можеби не на јаглен, но да разговараме за газ. Што се направи до сега? Господине Николовски, 280 милиони евра кои што се префрлени на сметка на ЕСМ за ликвидност на предпријатието се доволни да се изгради Чебрен целата централа. Зошто да ја даваме на друг констрактор кој што не ја одржава? Тоа е национална безбедност. И сега зборуваме, ќе ја градиме, нема да ја градиме. 280 милиони евра дадовме. Дали се сеќавате на скандалите на тие предпријатија? Па и да имало енергетска криза. Видете сега колку имаат добивка тие предпријатија. И јас ќе ви кажам, не сакам да зборувам понатака да ги ширам темите. Загубаре тоа предпријатие. И едното и другото. Пример порано беа за солвентна работа. Сега, дали граѓаните требало да плаќаат 13% поевтина електрична енергија? Се сеќавате ли како се однесувавте со општините? И таа тема нема да отварам, не е важна, помине. И сега ќе ги собираме ние париве на граѓаниве за ваквиве трошоци. Кажав и пред некој ден ќе кажам и сега. Не сметам дека буџетот треба да биде полн за да може некој да го краде. Не е во ред. Да се остави нешто како додадена вредност, во ред ќе признавам. Па и јас да го критикувам. Требало така, не требало така, ја мислам вака, моето размислување е слично, не требало кинески возови, не требало украински автобуси, се подсмеваат тука луѓето кои што доаѓаат од вашата партија пратеници, кинески биле автобусите. Добро бе луѓе, кинески биле, такви сме знаеле, такви сме купиле. Сме купиле нешто. 250, гордост ми е кога ќе отидам во Скопје, со мој данок сум ги платил јас тие. Мајка ми и татко ми за тоа работеле, да излезам на улица да видам нов автобус. Што да излезам сега на улица, што ќе видам, господине Николовски? Што ќе видам? Што да видам, кажете ми? Ништо нема направено. Не постои нешто да видат граѓаните, да речат, кеф ми е, мерак ми е, со мој пари ова направено, па да искочиме ние да речеме, не ми се свиѓаат автобусиве, зошто си премногу црвени? Зошто се донесени од Украина, зашто се донесени од онаму, па да разговарам дали испуштаат емисии на газ или не испуштаат емисии на... До тоа ниво да ја доведам дискусијата, нема. Така да, мислам дека е дегутантно да спориме за вакви работи. Ако сакаме некако да им помогнеме на граѓаните, суштината е таа, да ги прифатиме амандманите, да се откажеме од приходите од буџетот, нека останат пари века и луѓето да видат малку живот, затоа што се скроз
разочарани, сиромаштијата е на највисоко можно ниво и мислам дека им стана огромна траума на граѓаните кои ќе треба да влезат во маркет да купат намирници за следната недела. Благодарам.